Драги слушателки, еве не уште една епизода од програмата Жени со надеж. Добре дојдовте. Поздрав и од мене. Се надевам дека сте добро и се радуваме што сме повторно заедно. Денес ќе разговараме за пријателството. Така е, на листата на приоритети, голем број луѓе го сметаат пријателството како една од неколкуте најзначајни нешта во животот. Пријателството дава дополнителна вредност во нашите животи, особено затоа што роднините и семејството ги добиваме, но пријателите ги избираме според некои наши интереси. Во Светото писмо се обработува пријателството како тема. Може би не премногу често, но имаме неколку примери за добри пријателства, како и неколку добри совети и изреки кои би ни помогнале да ја сватиме вистинската вредност на овој аспект од животот. Постојат и многу народни поговорки кои зборуваат за тоа колку пријателството е важно и треба да се вреднува. Една од тие поговорки е: родот се добива, а пријателот се избира. Се прашувам, како воопшто се склопуваат пријателства? Како доаѓаме до некоја личност и сваќаме дека со неа или него можеме да станеме пријатели? И дали има врска колку години имаме во моментот на склопување на пријателството? Дали се потребни пријателството од детството или оние кои настануваат во нашите подоцнежни години? Ова се многу прашања на самиот почеток. Тоа ми кажува дека и оваа епизода ќе биде интересна, а се надеваме инспиративна за нашите слушателки. Се надевам дека со денешната епизода ќе потикнеме длабоки размислувања, а можеби и некои нови пријателства. Да, идеално би било на вистина да се преиспитаме себе си и своите пријателства. Можеби ќе успееме да станеме подобри пријатели. Верувам дека Моника ќе ни каже и како можеме да го постигнеме тоа. Така е. Таа секогаш ни споделува некои корисни совети, па и за наједноставните теми почнуваме да размислуваме на еден поинаков начин. Еве на повторно во подкастот Жени со надеж. Темата на денешната епизода е пријателството. Темата е позната, ни се чини дека веќе се знаеме за тоа, но тука е нашата Моника да ни помогне да го збогатиме нашето знаење. Така е, сега е вистинскиот момент да научиме многу нешта што сме мислеле дека ги знаеме за пријателството, а всушност можеби сепак и не ги знаеме. Драга Моника, добре дојде. Ви благодарам, девојки, добро ве најдов. Изгледа дека и оваа епизода ќе биде прекратка, за да објасниме и да споделиме се што сакаме со нашите слушателки. Нас овде времето секогаш ни прелетува. Се надевам и дека на нашите слушателки им е исто толку интересно како што и на нам. Јас сум подготвена, па можеме да почнеме. И ние веруваме дека ќе биде така и денес. Еве, за почеток, ајде да дефинираме што е пријателство. Зошто воопшто имаме пријатели? Пријателството е позитивен однос помеѓу двајца или повеќе луѓе кои чувствуваат меѓусебна симпатија и доверба. Личностите во пријателски однос се нарекуваат пријател или пријателка. Поимот вообичаено се однесува на лица кои не се во семејна, односно во сродничка врска. Според дефиницијата, пријателството се темели на љубов, доверба и меѓусебно уважување. Во поширока смисла, пријателството може да означува добри и често договорно регулирани политички односи помеѓу некои народи или држави. Пријателството како тема се проучува во теологијата, социологијата, социјалната психологија, антропологијата, филозофијата и зоологијата. Додека размислувавме за нашите лични искуства со пријателството, еве уште едно прашање кој ни се наметнува. Дали пријателството се разликува со возраста и како нашите години влијаат на склопувањето и негувањето на пријателства? Кога разговараме за пријателства, старосната доба, односно возраста, е нешто што може да биде значаен фактор за склопување и одржување на пријателствата. Разбирањето на пријателството кај децата има тенденција да биде повеќе фокусирано на области како што се заедничките активности, физичката близина и заедничките очекувања. Овие пријателства даваат можност за игра и вежбање на самоконтролата. Како што децата созреваат, така и стануваат помалку насочени кон себе и посвесни за другите. Тие ја стекнуваат способност да сочувствуваат со своите пријатели и уживаат во игра во групи.
Воспоставувањето на добри пријателства на рана возраст му помага на детето подоцна во животот, подобро да се прилагоди во општеството. Според извештаите на воспитувачите и мајките, 75% од децата во предучилишна возраст имале барем еден пријател. Оваа бројка пораснала на 78% до 5-то оделение. Пријателствата во детството значајно влијаат кај децата врз создавањето и развојот на чувството на емпатија, но и врз изградбата на одредени системи за решавање проблеми, што е многу значајно како што децата ќе растат. Во текот на адолесценцијата, пријателските односи повеќе се заосноваат на сличен морал и вредности, лојалност и заеднички интереси, отколку кај децата, кај кои пријателствата произлегуваат од заемна близина и пристап до играчки. Една голема студија на американски адолесценти утврдила како нивното ангажирање во проблематичното однесување, како што се кражба, тепачка и отсуство од училиште, е поврзано со нивните пријателства. Наудите покажале дека е помала веројатноста адолесцентите да се впуштат во проблематично однесување кога нивните другари би биле успешни во училиште, учествувале во училишти активности, избегнувале да пијат и имале добро ментално здравје. Интересно е да се истекне следново. Пријателствата настанати во текот и после средното образование траат подолго од пријателствата кои настанале порано. Пријателството во возрастната доба обезбедува дружење, приватност, како и емоционална поддршка и позитивно придонесување за менталната благосостојба и подобрување на физичкото здравје. На возрастните лица може да им биде особено тешко да одржуваат значајни пријателства на работното место. На работното место може да има конкуренција, така што луѓето учат да ги сокриваат слабостите од колегите. Пријателството на работа често добиваат чувство на трансакција. Тешко е да се каже каде завршува вмрежувањето, а каде започнува вистинското пријателство. Повеќето возрастни луѓе имаат во просек по 20 блиски пријатели. Бројни студии сугерираат дека пријателствата и другите односи за поддршка на вистина ја зголемуваат самопочита. Постарите лица пријавуваат високо ниво на лично задоволство со своите пријателства, дури и кога вкупниот број на пријатели има тенденција да опаѓа. Ова задоволство е поврзано со зголемената способност за извршување на секојдневните активности, како и со намалениот пат на когнитивните способности, помал број случаи на хоспитализација и подобри исходи при рехабилитацијата. Во секој случај, пријателствата се мотивирани од различни вредности на различна возраст, но тие се многу значаен сегмент и имаат големо влијание врз однесувањето и чувствата на секој од нас. Како воопшто настанува некое пријателство? Кои се тие вредности кои ни ги споделуваат луѓето, па стануваат пријатели? Кога ги прашуваме луѓето, што му дава смисла на вашиот живот? Пријателството е секогаш во врвот на таа листа. Сепак, динамиката на пријателството е и понатаму недоволно истражена и немерлива. Како и за романтичните односи, така и за пријателствата се мисли дека едноставно се случуваат. Новите истражувања покажуваат дека патот на пријателството е нијансиран, далеку покомплексен отколку што се мислело. Со прилична точност, социолозите и психолозите успеваат да прикажат кои се тие сили што ги привлекуваат и ги поврзуваат пријателите меѓусебно, почнувајќи со пременот од познанство кон пријателство. Некои од вредностите кои се наоѓаат во основата на пријателството се тенденција за несебична грижа за добробитта на другите, симпатија и емпатија, взаемно разбирање и сочувство, доверување едни на други, способност да се изразат чувствата без страв дека ќе бидат осудени. Позитивен реципроцитет, односно се заоснова на еднакви размени на податоци помеѓу двете страни. Како што покажаа некои студии, пријателите ни се оние со кои често ни се вкрстуваат патиштата. Нашите пријатели често се наши соработници, колеги или луѓе со кои се среќаваме во текот на некое хоби или во текот на слободното време.
Тоа и не е за чудење дека врската се создава меѓу оние кои комуницираат. Сепак, тој процес е посложен, зошто почнуваме да разговараме со една личност, а не со друга. Одговорот се чини очигледен. Нашата потенцијална пријателка има исти интереси како и ние, или ја дели нашата страст за нешто посебно. Таа се смее на нашите шеги, како и ние на нејзините. Накратко, имаме заеднички интереси. Транзицијата од познанство кон пријателство обично се карактеризира со пораст на довербата, како во ширина, така и во длабочина. Во раните фази на пријателството, ова тежно е да биде постепен реципрочен процес. Една личност презема ризик да открие некои лични информации за себе и така, тестира дали другата страна ќе возврати. Кога пријателството ќе се воспостави преку отвореност и заемност, следното ниво кое не поврзува е интимноста. Според истражувањата, луѓето во успешни истополови пријателства поседуваат развиено, интуитивно разбирање на давањето и земањето. Оние кои знаат што да кажат кога другата личност ќе им се отвори, многу е поверојатно дека ќе создадат поквалитетни пријателства. Емоционалната експресивност, безусловната поддршка, лојалноста, прифаќањето и довербата се важни состојки во секое пријателство. Стануваме најдобри пријатели со луѓе кои ја зајакнуваат нашата самодоверба преку афирмацијата на нашиот идентитет. Ние се држиме до луѓе кои го поддржуваат нашиот социјален идентитет, а се одвојуваме од оние кои не го прават тоа. Дури често и ги менуваме пријателите кога тие ќе престанат да ни даваат поддршка. Повеќето од нас предпочитаат да мислат дека ги сакаме нашите пријатели поради тоа што тие се, а не поради начинот на кој тие не поддржуваат. Но истражувањата не секогаш се согласуваат со тоа наше мислење. Многу луѓе ги менуваат пријателите кога животот им се менува од темел. Во согласност со она што ни се случува во животот се менуваат и нашите вредности и однесувања, а неретко и пријателите. Сепак оние неколку пријатели, неретко од детството, односно средношколската доба, како што претходно истакнавме, остануваат тука низ промените низ кои поминуваме, иако можеби физички повеќе не се така достапни како некогаш. Токму тоа сакав да го прашам. Кога веќе сме стекнале некои пријатели, како да ги задржиме? Почнувајќи од младешките денови па натаму, нашиот поим за тоа што представува добро пријателство не се менува премногу, но нашата способност да го задржиме пријателството се менува. Тоа е тажна реалност. Ние знаеме што значи да се биде и да се има пријател, но како што завршуваме факултет, влегуваме во брак, добиваме деца, ги чуваме старите родители, често не сме способни да одвоиме време и енергија за да го одржиме пријателството за кое велиме дека ни значи. Како и за се друго во животот, ако сакаме да останеме пријатели со некого, тоа бара труд. Едноставно кажано, мораме да се појавиме, да се дружиме, да поминуваме време заедно. Комуникацијата ги олеснува првите две основни вредности кои го одржуваат пријателството, отвореноста и поддршката. Мора да бидеме подготвени да се отвориме, да го споделиме нашиот живот со пријателите, да ги упатиме во тоа што се случува со нас. Но исто така и ние мораме да бидеме подготвени да ги сослушаме и да им дадеме поддршка. За среќа, студиите покажуваат дека физичката близина не е пресудна за одржување на пријателството. Со користење на офлайн платформи или интернет повици можеме да ја задржиме блискоста. Интеракцијата е третиот битен фактор во одржувањето на пријателството. Морате да се пишувате, да се јавите, да се посетувате. Отидете во најблиското кафуле и направете си муабет. Последното е релативно најтешко однесување за одржување на пријателството да се остане позитивен. Психолозите укажуваат на значењето на отвореноста, но сепак треба да постои граница. На крајот на краиштата интимноста во пријателството мора да биде пријатна. Драга Моника, јас мислам дека барем за овој пат добивме доволно информации за пријателството.
Мислам дека со тоа ќе се занимаваме и во уште некои од наредните епизоди. Ти благодариме многу за исцрпните интересни информации и на времето кое ни го посвети нам, како и на нашите слушателки. Драги слушателки, вие го слушате подкастот Жени со надеж. Денес зборуваме за пријателството. Првиот дел од епизодата беше посветен на некои општи научни дефиниции, а сега со овој феномен ќе се позанимаваме од гледна точка на Светото писмо. Многу е необично што Библијата едва го спомнува пријателството во односите на Божите деца, иако зборот пријател се јавува многу пати. Се појавува во книгата Создавање, Изреки, Евангелие според Матеј и Лука. Во повеќето случаи тој збор се однесува на луѓе кои не му припаѓаат на Христос, поредко е користен за пријатели во Господ. Ако добро се сеќавам, зборот пријатели се користи само неколку пати во Новиот Завет. Например, во Дела 19:31 за апостолот Павле читаме: Исто така и некои од азиските началници, бидејќи му беа пријатели, испратија кај него и го молеа да не се појавува во театарот. Во Дела 27:3 се вели: И Јули, кој постапуваше со Павле човеколюбиво, му дозволи да појде до пријателите свој за да се погрижат за него. И апостолот Јован пишува: Мир за тебе, те поздравуваат пријателите. Поздрави ги пријателите по име. 3 Јован 15. Фактот што има толку малку места кои се однесуваат на христијанските пријателства не покажува дека Библијата не го истакнува многу тој аспект. Зошто? Зашто Божиот збор истакнува еден друг однос, односот меѓу браќата и сестрите. На прво место и од основна важност е односот брат и сестра во Господ. Ова треба да се зајакнува, а не пријателството. Што значи да се биде пријател, посебно во односите меѓу верните? Пријателството може да постои меѓу стар и млад, маж и жена, татко и син, брат и брат или сестра и сестра. Да се биде пријател значи да се покаже љубов и почит кон другиот. Тоа ги надминува природните односи. Многу човечки односи се засновани на брак или крвна врска. Меѓутоа, пријателството сето ова го остава на страна и се заснова на љубовта и почита. Пријателството е нешто што може да се додаде на односот меѓу маж и жена, татко и син, мајка и ќерка или учител и ученик. Односот брат-сестра во Господ не постои за оние кои не веруваат во Христос и не го следат. Затоа за неверните, односно луѓето од светот, пријателството е многу важно. Меѓутоа, за христијаните тоа не е така. Пријателствата се важни, но најважен е односот помеѓу браќата и сестрите во верата, кој е многу подлабок од пријателскиот. Тоа е причината зошто пријателството ретко се спомнува во посланијата на Новиот Завет. Во Јаков 4:4 пишува: Кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Светот овде ги представува луѓето од овој свет. Ако би биле пријатели со луѓето од овој свет, затоа што го сакаме светот, ние би биле непријатели Божи. Но изјавата пријателството со светот е непријателство кон Бога не значи дека треба да се однесуваме непријателски кон луѓето од овој свет. Тоа само значи дека поранешните длабоки пријателства и блиски врски не можат веќе да обстојат. Се уште можеш да го сакаш својот пријател, но твојата цел е тој да се спаси. Ти можеш да се дружиш со него, но твојата цел е да го повикаш да ја слушне радосната вест. Тоа е она што Корнелиј го направил кога повикал 2 групи луѓе во својата куќа за да го слушнат Петар. Во едната група биле неговите роднини, а во другата блиските пријатели. И ние треба да ги донесеме своите роднини и блиски пријатели да го слушнат Евангелието. Со време нашата цел не е повеќе само да ги одржиме пријателските врски, туку пријателите да ги доведеме кај Господ. Но кога ќе видиме дека пријателите постојано инсистираат да навратат назад во светот, треба да бидеме мудри да одлучиме да чекориме по Божиот пат, макар и тоа да подразбира ладење на пријателството. Мене тоа ме подсетува на добро познатиот стих: Не впрегнувајте се заедно со безверниците. 2 Коринтијаните 6:14. Многу луѓе мислат дека ова исклучиво се однесува на бракот. Овој стих првично се однесува на бракот.
Но тука спаѓаат сите видови пријателства и односи меѓу верниците и неверниците. Еднаш една млада девојка го посетила славниот проповедник Сперџан и го прашала дали таа може да се дружи со неверен младич. Рекла дека незината цел е тој младич да го доведе кај Христос и поради тоа одлучила набрзо да се сврши со него. Сперџан тогаш ја замолил младата дама да се качи на масата. Не била баш воодушевена, но сепак го послушала. Сперџан, кој бил во поодминати години, ја подал својата рака и рекол да го повлече на масата. Таа се обидела и дала се од себе, но секако било залудно. Тогаш Сперџан рекол дека тој ќе ја повлече неа долу. Само еднаш повлекол и таа веднаш слетала од масата. Сперџан потоа рекол: лесно е да бидеш повлечен надолу, но многу е тешко да повлечеш некого нагоре. Така оваа девојка добила јасен одговор на своето прашање. Јас навистина мислам дека Бог не сака ние да отидеме во некој екстрем, во некоја изолација, да немаме пријатели, да не се дружиме, да не остваруваме комуникација со луѓето од нашето обкружување. Мислам дека треба да бидеме тука за нив, да се молиме за нив и со нив, да им бидеме поддршката која им е потребна, но тие во нас мора да можат да видат светлина, да видат поинаков начин на живот, поинаков систем на вредности и однесување кој оди во согласност со тоа. Ние се трудиме овие епизоди да влијат на промена кај нас самите. Секој мал чекор и напредок во таа насока се мери и е важен. Ајде да почнеме од денес поинаку да ги третираме нашите пријатели. Треба да им бидеме пример, да се молиме за нив и со нив и да не правиме компромиси со некои принципи кои не се во согласност со Библијата. Да се помолиме заедно. Небесен Татко, Ти благодариме што ни даваш можност секој ден да учиме од Тебе и за Тебе. Прости ни ако сме сгрешиле во однос на своите пријатели и ближни. Помогни ни пред пријателите да можеме да Те представиме Тебе и Твојата совршена волја за нашите животи. Отвори ги срцата на нашите пријатели за да Те запознаат, нивните очи за да Те видат, ушите за да го слушнат Твојот збор, а нам дај ни мудрост и сила за да можеме да им помогнеме да чекорат по тој пат. Нека се прослави името Твое во името на Исус Христос. Амин. Ние повторно стигнавме до крајот на епизодата и ве поздравуваме до следната средба. Не заборавајте дека сте вредни, скапоцени и сакани во Божјите очи. А до тогаш, драги наши слушателки, ако сакате да споделите некое свое искуство или животна приказна, тука сме за вас. Пишете ни на социјалните мрежи Instagram и Facebook под името Жени со Надеж или на имејлот zenisonades@gmail.com. До слушање.